Како што знаете, ние како организација работиме 22 години од полето на човековите права и третираме луѓе кои што се жртви на различен вид на насилство. Меѓутоа, од ова година практично почнуваме со нов еден проект кој што значи работа само со жртви кои што се специфични, подлежат на оно што представува тортура. Токму заради тоа и денеска ги имаме гостите кои што подоста ќе ви ги представам со своји кратки излагања. Секој од нив ќе каже за својот дел и како го гледаат овој проект, практично како гледаат работата на овој центар, бидејќи самиот проект имаше претходна активности од една година во текот на 2018 година. Тоа бе активности што значеа со работа и работа со институции, промовирање на истиот проект, добивање на обуки од страна на главниот партнер ИАН од Белград, се со цел да бидеме поспремни и полесно да ги прифаќаме и да најдеме начин за полесно прифаќање на жртвите на територијата на цела земја. Значи, ова не е локален проект, туку е национален проект, или подобро да речам е проект кој што се реализира во две земји, во Македонија и во Србија идентично, и ќе трае уште 2 години, ова година и наредната 2020 во оваа фаза. Ова е генерално, би рекол, за проектот. Во суштина проектот има и други компоненти кои што се однесуваат покрај на работата со жртвите, и тоа со нив ќе работат различни профили на луѓе, психијатри, психолози, доктори, правници, овозможени се исто ангажман на амбуланти, лекови и така натаму, значи документирање на сите случаи, процесирање на суд, застапување дивно и така натаму. Меѓутоа, покрај ова компонента ние имаме обврска еднаш годишно да изготвиме извештај во сенка кој што се доставува и до Обединетите нации, како би можели тие да видат состојбата која што ја имаме нова поле во Македонија. Јас не би должел многу, бидејќи моето излагање прилично генерално. Главниот дел би го оставил на вас, откако сите ќе имат поприлично кратко излагање од 5-6 минути, да вие поставувате прашање до секој од нас, како би го добили оно што го очекувате како информација. Да, не може само едно кратко прашање до некој. Да. Ова значи дека Македонија има потреба од центар за жртви од тортура, значи. Да, апсолутно. Сериозна ситуација. Да. Да. Да, значи, ние сега, јас и подоста може да разговараме од период 1 јануари ова година, од кога почна со работа центарот, кој што е во рамките на просториите на Центарот за граѓанска иницијатива, веќе имаме идентификувано 3 случаеви. Значи, само за период од месеци нешто имаме 3 случаеви, зборувам само за жртви на тортура. Значи, тука не подлежат другите видови на насилство, што не значи дека ние како организација не ги работиме, меѓутоа по друг основ и во рамките на други проекти. Меѓутоа, во рамките на овој проект само тие жртви и се идентификувани 3. Статистички податоци официјално од омбудсманот, еве за не 2016 7 идентификувани, 2017 7, 2018 9. Во кои институции? Значи, тоа се институции кои што жртвите се значи тоа мора да се жртви кои што се пријавиле дека имат несоодветен третман од државата. Дали тоа затвор, дали е одредена друга институција, значи мора да бидат третирани, не третирани практично од државата, иако ние долго време минатата година добивме и обуки токму на таа тема кој се третира како жртва на тортура, а кој е само на жртва на насилство. Но од овие случаи главно од кои институции сметат дека... Значи, овие се пријавени кај омбудсманот. Кај омбудсманот и во главном тие извештаи може да се добијат од омбудсманот и во неговите годишни извештаи. Не би се сакал сега јас да говорам за оно што е во рамките на омбудсманот работата. Ние ќе говориме за оно што е кај нас, меѓутоа ги задовме податоци чисто да имаме и компаративна анализа во оно што ќе следи понатаму во нашиот проект. Каква е состојбата во Македонија? Дали имате евиденција да почнувате проект, зошто го спроведувате, ако спроведувате? Значи, овие претходните сознанија, значи, се тргни во оваа. Да. Ајде вака сега, значи само да го завршим овој технички дел од 10 минути. И после тоа веќе ќе одговара секој може во сведел и јас ќе се вклучам и луѓето, еве тука имаме значи лица кои што се присутни од самиот тим и психолози и правници и луѓе кои што на терен работат веќе една година, како ги идентификувале ова што прашувате, како сме дошли до знаење дека има потреба воопшто од ваков центар. А овие 3 случаи од кои институции пријавуваат дека се тортурираат? Или нема? Не, тие што ги идентификувале. Фала многу. Мило ми е да сум тука кај вас денеска. Јас зборувам малку македонски, ама оваа тема е малку тешко со жаргон, значи јас ќе продолжувам во англиски. Ама ако имате прашања, јас можам да ве разбирам. So I think this event and this project really comes at an interesting time and comes at the right time actually
first and foremost for the victims of torture and ill treatment themselves, which is the most important thing, but also when it comes to the accession process to the European Union. Hopefully we will see the opening of accession negotiations between North Macedonia, I still have to get used to the name, and the European Union later this year. And as you probably know, respect for human rights is one of the key issues that the European Union will look at when we start accession negotiations for any country. And Овој проект доаѓа за Овој проект доаѓа во вистинско време за реализација, време кога Македонија се сочува во еден процес на евроинтеграција и кога прашањето на човековите права е горлив проблем меѓу другото и во нашата земја. Токму заради тоа сметаме дека еден ваков проект е од битно значење за реализација. Токму кога почна процесот? So, according to the Universal Declaration of Human Rights, no one shall be subject to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and there are no exceptions to this universal prohibition under international law. Значи, според Универзалната декларација на човековите според Универзалната декларација на човековите права, никој не треба да биде предмет на тортура или нехумано и деградирачки третман или казна и нема исклучување во однос на интернационалното право. However, despite the efforts by committed individuals, countries and the international community, torture and ill treatment persist in most parts of the world, and so does the impunity for perpetrators. Како и да е, и покрај сите напори на посветените индивидуалци, земјите и интернационалната заедница, тортурата и лошиот третман се уште постојат во многу места од светот и исто како и неказнивоста на оние кои што ја изведуваат. So the prevention and eradication of all forms of torture, both within the EU and worldwide, constitutes one of the key priorities and strongest commitments of EU human rights policy. Значи, превенцијата и искоренувањето на сите форми на тортура, вклучително во Европската Унија и во целиот свет, се состои од еден од главните приоритети и Европската Унија и во однос на човековите права е најмногу се посветува на тоа. In 2001, the EU adopted guidelines on torture and ill treatment, which sets out concrete ways and measures for the EU in achieving the goal of a universal prohibition of torture worldwide. Во 2011 во незините водечки линии за тортура и несоодветно однесување, која што ги поставува конкретните начини и мерки кои што Европската Унија ги сака да ги спроведи во поставувањето на целта за превенција на тортура во рамки на целиот свет. In North Macedonia, we have provided continuous support in this area for almost 20 years. We have worked and still work with the Council of Europe to support prison reform and improvement of the treatment of detained and sentenced persons in accordance with international standards, while at the same time providing comprehensive support to the Ministries of Justice and Interior in upgrading the rules and practices related to detention and execution of sanctions. Во Северна Македонија ние обезбедуваме постојана помош во оваа област во повеќе од 20 години. Ние работевме и се уште работиме со Советот на Европа за поддршка на реформите во затворот и подобрување на третманот на затворениците и оние кои што на лицата кои што се во затворени простори и оние кои што се во затвор и
во согласност со интернационалните стандарди, обезбедувајќи соодветна помош за Министерството за правда, Министерството за внатрешни работи во надоградување на правилата и практиките кои што се поврзани со затварањето и извршувањето на санкции. In parallel, we have also enhanced the capacities of the Ombudsman's Office, including of the National Preventive Mechanism team, to carry out visits to the places of deprivation of liberty. Како паралела, ние ги зајакнавме капацитетите на канцеларијата на омбудсманот, вклучувајќи го и националниот превентивен и тимот на националниот превентивен механизам, за да спроведуваат посети во местата кои што во затворените простори. And since 2016, we have supported the development and establishment of the external oversight mechanism over the work of police and prison police to fit the needs and realities of the country, inspired by best European practices. Уште од 2016 година ние обезбедивме поддршка и развој и оформување на надворешен надзорен механизам за работата на полицијата и затворската полиција, кој што е соодветен со потребите и реалноста на земјата, а инспириран од европските практики. The legislative amendments needed for the creation of this mechanism have been finalized last October, and steps have been taken to make this mechanism operational. Some final steps are still needed, and we hope that they will be completed soon. Значи, промените во законските процедури и кои што беа потребни за креирање на овој механизам веќе се финализирани во минатиот октомври и преземени се чекори за да се стане овој механизам оперативен. Некои последни чекори се уште треба да се направат и ние се надеваме дека ќе бидат завршени наскоро. So the last country report that we always publish, so the one of 2018, continued our practice of reporting and highlighting the difficulties occurring with regard to the prevention of torture and ill treatment here in the country. Во последниот извештај кој што Европската унија редовно секоја година го подготвува од 2018, ние ја продолжуваме нашата практика на известување и подвлекување на потешкотиите кои што се појавуваат во насока на превенцијата од тортура и нехумано однесување во земјата. And that is also why we continue our support, for example, by bringing German and Dutch experts to further advance prison reform and the development of a probation system through a so-called twinning project that started last September. Затоа ние ја продолжуваме нашата поддршка. Ги донесовме експертите од Германија и од Холандија, кои што ќе помогнат за понатамошно унапредување на затворската реформа преку развој на системот за пробација, преку твининг проект, односно проект на збратимување кој што почна минатиот септември. We also provide technical assistance in the management of the Idrizovo prison alongside ongoing constructions. Исто така обезбедивме техничка поддршка во затворот во Идризово заедно со моменталните реконструкции кои што се случуваат. We have provided, in addition, for an expert through the Council of Europe to give an opinion on the definition of torture and ill treatment and the statute of limitation, including a proposal for amendments in the criminal code in line with the United Nations Convention Against Torture. Исто така, претходно обезбедивме експерт кој што преку Советот на Европа ќе даде мислење за дефиницијата за тортура и несоодветен третман и статутот на ограничување, вклучувајќи и обезбедување на амандмани во кривичниот законник во насока на на Конвенцијата против тортура на Обединетите нации. And last but not least, we have financed the project that we are discussing here today of the International Aid Network of Serbia, the Center for Human Rights in Niš, and the Center for Civil Initiative with regard to the opening of the Center for Rehabilitation of Torture Victims.
Исто така, ние го поддржавме проектот кој што го имплементира ИАН од Србија, Центарот за човекови права од Ниш и Центарот за граѓанска иницијатива, кој што е денеска овдека представен, во насока на отворањето на Центар за рехабилитација на жртви од тортура. As mentioned before, the purpose of this project is to prevent torture in all forms and ill treatment, and to bring perpetrators to justice, and to allow torture victims to enjoy their human rights. Како што и претходно наведено, целта е да се придонесе да се превенира тортурата и сите форми на лош третман, да се донесат оние кои што ја извршуваат тортурата пред правдата и да им се овозможи на жртвите на тортура да ги уживаат нивните човекови права. To end, I'm very pleased also to see here the director for the Center for Social Works and the director of the prison in Prilep. Исто така многу ми е мило што се тука присутни директорот на Центарот за социјална работа и директорот на затворот во Прилеп. Both institutions, together with the police and with the civil society organizations, have an essential role to play in the prevention of torture and ill treatment and in the fight against impunity. Сите институции, заедно со полицијата и со граѓанските организации, ја имаат најглавната улога во превенцијата од тортура и лошиот третман и во борбата против неказнивоста. And it's only by joining efforts and having strong commitment at all levels that it will be possible to turn the page of torture and ill treatment. Thank you. И само со заеднички напори и силна желба од страна на сите нивоа ќе биде возможно да се сврти страната на тортурата и лошиот третман.